храни. Како тој докажува дека тоа што го нуди лугавиот не е вистина. Човекот не ќе живее, вели Исус Христос, само од хлеб, му вели на лугавиот. Сето тоа е моје вели. Замислите си, што мислите себе? Чио светот како што се движи, јас кажам, не знам вие дали се согласите со мене, така го гледам. Полека од нас, христијаните, се бидеме искрени, се приклучуваме по светот. И се допаѓат такви, како да речем, фрази или такви работи кои се јавуват по светот. Каде е Исус во нашиот живот? Каде е Спасител кој може да држи во овој свет? Исус го види. Живеј запачене. Не дозволяј твојот живот да тоне заради некои работи кои во овој свет ги нуди. Многу јаки понуди нудат лугавиот на различни начини. Но ти и јас живеј запачене. Храни се, плати ја давачите таму каде што ја имаш, не вели не плаќам се. Се си плати како што вели Исус Христос, на кому давачка, на кому страх, на кому чест. Враќате, вели Исус Христос, за да сте ослободите од примката на ѓаволот. Ѓаволот вели не враќа. Тој вели не враќа. Нема што да му вратиш на тој не е за враќане пари. А не си свесен дека си заробен под неговите нозе на ѓаволот, кој денес го нуди тоа. Браќи и сестри, цело време со многу луѓе кои разговарат таму во слакарата, сите само размислуваат кој каде да иде, каде да се прошети, што да направи, каде да има да иде да се навечера. Нема ништо лошо од тоа. Не верувам јас дека не треба да одаме ние да се седеме него да се ручат. Нема ништо во тоа. Тоа е добро. Но целта што е? Денес слободно можам да кажам, луѓето многу малку го све патот на Исус Христос. Сега да видиме што значи тоа, што е во светот. Интересно, тука вика вака. Не сакате во светот, дите оно што е во светот. Ако некој го сака светот, внимавајте. Љубовта од Бога Татката не е во него. И ние кога ќе изгубиме љубовта од Творецот, тогаш што иде овој свет? Ајде така да размислиме логично. Ако љубовта Божја ја изгубиме, тогаш сме изгубили село живот. Така вели Библијата. Љубовта вели не е во него ако го сакаш овој свет, ако живее светски живот. Не живее светски живот. Бори се. Ќе видиме на крајата дека победата е во христијанинот. Не е на друго место. Христијанинот само може да победи. Бидејќи Христос го победи овој свет, вели Библијата. Јас го победив светот, вели. Замислите си, каква порака што ни прави Исус Христос, нашиот Спасител. Што ни дава? Сега ќе видиме како се движи светот. Зашто се што е во светот, походата на телото, походата на очите и гордоста на животот не доаѓа од Татото Духу од овој свет. Знаете ли, денеска колку ние се приклучуваме, може да кажем слободно, од таков живот, посакуваш, пожелуваш. А не сме свесни, Јаков вели вака. Походата, тоа е нешто посакуваш. Посакуваш нешто од овој свет, нешто што не е добро за тебе. Свесен си или не е добро, него само да Бог кој е во тебе, ти го посакуваш тоа што е во светот. Вели Јаков вака. Походата кога ќе сачне во него,
самата поход раѓа грех. Потоа доаѓа смрт. Нема да умреш никако човек, да си мртов, да те погребат, него. Ке умреш духовно, нема да имаш никаква сила во овој свет. Ке те задуши светот, бидејќи походата си дозволил да живее во тебе. Не дозволувај. Живеј со Исус Христос. Пороби го твоето тело. Сотри го. Вели Павле, секој ден го поробувам моето тело. Секој ден. За да се прослави Исус Христос во мојот живот. Вели Библијата. Вели Словото Божие. Ние треба да го заробаме нашето тело. Да не го дадеме просто да го сака овој свет, тия походи, тия страсти кои денес ги гледаме на социјални мрежи и на вести не било што. Драги сестри, животот наш треба да биде во Божите раце. Зошто? Затоа што после на крајето тоа ќе укажеме. Затоа што нашиот живот еден ден ќе изгасне. Нема да сме во овој свет, нема да постоеме. Зошто? Затоа што пред нас многу луѓе се заминали. Но ако Христос е во твојот живот, не се плаши од ништо. Не се плаши ни од смрт, ни од ништо. Вели Библијата. Пазите се. Кој сме ние? Зошто да се пазиш од свет? Читаме. 4 стих. Вие сте од Бога, вечни, и вие ги победите, зашто е поголем оној кој е во вас. Ево го големиот Бог, Исус Христос, кој е во твоето срце, во твојот живот, кој те штити. Ево го Словото Божие. Поголем е оној кој денес прави разни чуда, го лажи народот, го мани. Не е ништо, земај тоа. Шо? Следеш како живеат луѓето. И не си свесен постепенно оти ти си тонеш духовно и се прилагодуваш према светот и си викаш дека сите така си живеат. И аз си живеам така. Ова слово кое Бог ми го зборуваше цела недела е слово за сите нас. Да се разбудиме од сон. Да не го сакаме овој свет. Да се прилепиме кон Христос, нашиот Господ. Зошто? Прашање до секој од нас. Дали Исус е во твојот живот? Ако не, тогаш можеш да го прифатиш и за да може да те заштити, само Христос може да те заштити. Поголем, замислите си кој е Христос. Јас го поведи свето пред Библијата. Ние молим, што вели Библијата на Никодим, мислам што му вели, да се видиме дека се навагаме. Дали сме таа категорија на луѓето? Му вели Исус на Никодим. Вели Никодиме, вие треба да се родите од озгора, за да влезете од Царство Божие. И затоа Јован нагласува дечиња, вели. Затоа што сме ние деца Божи. Ние не сме од овој свет. Не смееме да бидеме за овој свет. Не смееме. Ние може да живееме, него да ги привлекуваме луѓето да доаѓаат, да им кажеме дека тоа не е патот кој ти го патуваш. Браќи и сестри, денес како се нормално си стои, не му кажеме ништо. Ќути си таму, ништо не му кажеме на брат. Не му кажеме ништо. Како тоа? Го гледаш како тони и ништо не му кажеш. И велиш, тој си има слободно право. Демократија денес. И така е демократија точно. Но каде одиш? Ние како не сваќаме сериозно дека еден ден завршува нашиот живот. Не го сваќаме тоа. Него треба сериозно да сватиме дека нашиот живот е во раците на Бога. Не може да биде на двете места, само на едното место.
помагаме. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божиот син? Сега ова значи дека треба да имаш вера. Преку вера в Христос да се сели Бог во твојот живот. И тој да царува во твојот живот. Верата не е околна. Зошто? Дали знаете Исус што рече? Кога ќе дојдат, дали ќе најдат верата на земјата? Ни треба вера. Ни треба Исус Христос во секое време. Ако се осеќаш дека си го изгубил, нешто си изгубил во животот, побаре го Бог. Повикај го, бидејќи тој може да те заштити, тој може да те зачува. Само Исус Христос. Отстранувај се од местата каде што има поход, каде што има страсти, бегај од таквите места. Него стреми се кон правда, вера, љубов и долготрпение. Биди таков верник, верувај на Бог. Зошто е тоа Бог важно? Сакам последниот стих, бидејќи има нешто да ни презентира после, да го разгледаме малку подобро. А светот поминува и неговата поход. Кој е свршил волјата Божја, останува довека. Светот ќе поминува. Дали сме луѓе кои ја свршуваме Божјата волја? Дали сме луѓе кои го сакаме Господ Исус Христос? Дали секој ден сме сонени? Да се разбудиме? Да не сме само денес, да се заминеме од тука и да забораваме дека сме слушали Слово Божие. Браќи и сестри, сакам да го оставам Слово. Ова кратка проповед. Читајте го посланието на Јован. Верувајте во љубовта Божја. Сакајте го Бог од чисто срце. Одете со друштва каде што се вистински друштва. Таму одете. Дружите со луѓето. Бидете пример како христијани. Живете живот како што треба. Това беше моето излагане. Благодарам, че ме изслушате. Сега да станем да се помолим.